Честитки и ветување за подобри услови на работа. Вака неодамна помина денот на пожарникарството во Македонија. Но проблемите се чини беа и останаа посилни од причините за славење. Другите два камиона, да не будем вулгаран, ова е време Хитлера. Онај други ФАПот, да не зборим, тоа е за време Мусолини. Кај пожарникарите векот на трајање на самата опрема е 4 години, а додека веќе ние ја носиме 6-та година. Ние во моментот сме 210 вработени во единицата, додека она што е предвидено со систематизацијата на работни места на бригадата за противпожарна заштита е 384. Запоставени од финансиски немокните општини под чија надлежност се, противпожарните бригади преживуваат од донации. Ке се најдели спас за оние што ги ризикуваат животите за да спасат други. Противпожарната бригада во Битола е најстара, не само во Македонија, туку и на Балканот. Основана е далечната 1836 година. Ударот на звоното во мрачниот објект вообичаено е сигнал за брза мобилизација и интервенција на терен. Но овој пат има поинакво значење, на символичен аларм за катастрофалните услови во кои работи бригадата. Објектот е поставен на времето на завод, руиниран, заштитната опрема која се состои во тој дел од шлем, палто и пантоломи и чизми, не ни е баш во добра кондициона состојба, значи поминат, како што напомнав, е рокот, затоа што таа опрема ја носиме при влегување во објекти. Во тој случај ние работиме со неатестирана опрема, небезбедна опрема, која опрема ја носиме на еден начин за да ги спаси животите на пожарникарите, а ние работиме со неатестирана опрема која, мили Боже, не знаеме натака што ќе се случи, а мислиме дека таа опрема на еден начин ќе ни го спаси животот. Слична е состојбата и на спратот погоре, каде се просториите за одмор и рекреација. Зимно време грејањето се загреваме со овој камин на дрва, значи кој камин на дрва нема капацитет да обезбеди доволно топлина, креветите се стари никакви, никогаш не се врши чистење, тоа ние самите вработени ако зачистиме пожарникарите, кебината се донација од Арама и затоа секој пожарникар, барем за малце хигиенски услови, си носи своја постелнина од дом. Ништо поразлично не е и со опремата за гасење пожари. Од 15 возила, функционални се само 9, од кои 1/3 се донација. Но и тие, освен што поминуваат редовна регистрација, воопшто не се сервисирани и по 15 години. Бригадата кубури и со пожарникари. Во моментов ги има 30, иако според законските стандарди треба да бидат околу 80. Сметате ли дека со оваа опрема што ја имате, со бројот на вработени, доколку се случат два поголеми пожари на една и на друга страна во градот, имате доволно капацитет за да интервенирате? Значи, во такви случаи единица да може само да одговори во првиот случај. Значи, во тој случај таа екипа која што е дежура во смена, разбираш, оди да го решава првиот случај. Ако имаме втор пожар, тука настанува проблемот. Алармантно е и во Гостивар, и таму повеќе му се молат на Господ за помош, отколку што имаат услови за помош во случај на пожар. Пример, ја не личим на еден пожарникар службено униформисано лице, ципеле, пример, растурени, приватни. Ево една тренерка, пошто нема. Панталоните, рецимо, нису купljeni од општина или некоја донација, дадени од колегите полицајците. Има задни 6 години 7, нема ни црево, ни млазници, не дај Боже нека елементарна непогода, ми немамо ни пумпи да им помогнемо на граѓаните. Ево и за нас, рецимо, зграда, пример, со 8-9 ката, колку е. Не дај Боже да се случи такав пожар као у Тетово или у Скопје. Ми немамо скали да можеме да се пењаме.
Новите вработувања пак се заробени во партиско-политички натегања. Во моментов на терен интервенираат 30 пожарникари, но само 16 од нив се со договор на дело, кој истече на 13 јуни. Проблемот го признава и градоначалникот Арбен Таравари. Ние веќе имавме склучено договор со одредени вработени таму до јуни и откако го прекинаа во буџетот да можеме да вработуваме повторно привремени вработувања, ние сме сега хендикепирани. Значи не можеме да им продолжиме договорот на тие што работат таму. Тоа е одлука практично на советници на ТУИ кои што влијае и на СДСМ за да дојдеме во ваква ситуација во општина Гостивар и се очекуваме од Министерството за финансии да ни дозволи па да им дадеме решение на одредени луѓе кои што би се вработиле таму, за да ни се олесни и нас како општина да не вработуваме со договор, туку да им дадеме решение за работа. Според законот за пожарникарство, на секој 1500 жители треба да има најмалку еден професионален пожарникар. Но состојбата на терен покажува дека во секој регион ги има речиси двојно помалку од потребното. На ниво на држава, ако според законските стандарди треба да има 1400 пожарникари, во моментов се 850. Во Скопје, на пример, работат 210 пожарникари, а не достигаат уште 174. Најзагрижувачки дел од сето тоа е што имаме групи на вработени кои веќе го одработиле својот работен век и заминуваат наскоро во пензија. Така да неопходно е време за пренесување на драгоценните искуства кои нашите колеги ги стекнале во текот на работењето, да имаат можност да ги пренесат на новите вработени кои би дошле во единицата. Иако градоначалникот на Скопје Петре Шилегов најави оглас за 50 нови вработувања, сепак, според независниот синдикат на пожарникари, тоа нема да биде доволно. Пожарникарите имаат бенефициран стаж и можат да заминат во пензија со 58 години. Анализите на синдикатот во Скопје покажуваат дека до 2020-та 53 пожарникари ќе ги исполнат условите за пензија, со што работите ќе се вратат на почеток. И тоа не е единствениот проблем. Не им биле плаќани сатите прекувремени, не им било давано К15, сето тоа се работи кои што сега ги санираме, ги решаваме. Поднесени се тужби, со дел од нив разговараме и преговараме, исплаќаме веќе, значи да не генерираме нови, спречуваме состојба да може да поднесат тужба, односно имаме воспоставен сериозен режим на броење на прекувремените сати, да не дојде до таков тип на злоупотреба, значи систем на евидентирање. Оваа хаотична состојба го наметнува прашањето дали локалните власти имаат капацитет да менаџираат со бригадите. Проблемите потекнуваат од 2005 година, кога општините ги презедоа ингеренциите од Министерството за внатрешни работи, вели Тони Бошковски од независниот синдикат на пожарникари. Значи, разочарувањето на колегите е голема. Може да би било добро да се направи една анализа што е тоа што сме добиле ние од 2005, зборам, значи, како професија пожарникар, односно што и колку е вложено од страна на локалната самоуправа во оваа професија. Верувам дека ќе биде поразителни, разочарувачки резултатите што ќе ги добиеме, затоа што ретко тоа каде се случува локалната самоуправа да одвои, да кажеме, поголеми средства за да се набави некој вид на опрема потребна за пожарникарите. Значи, се оди до таму изолациони апарати да се земат како донација. Значи, недопустливо. Таа маска не знаеме кој е носел. Мора да постои унифициран систем на опремување, зашто донациите и набавката без контрола може да бидат опасни, смета првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување, Аднан Џаферовски. Оваа институција засега има ингеренции само да води грижа за соодветноста на опремата што се купува или прима како донација и да ги координира акциите на државно ниво. Но има размислувања целосно да ги преземе под своје противпожарните бригади. Не е тоа конечно, но се размислува тоа, се прават анализи и ако мене лично ме прашате, мислам дека тоа ќе биде еден од добрите моменти каде што точно ќе се знае и ќе се дефинира
што значи противпожарна заштита и точно ќе се знае кој ги има ингеренциите над тие противпожарни единици. За да можеме да ги опремуваме, и да ги обучуваме, и да можат професионално да настапуваат тамо каде што треба. По формирањето на Дирекцијата за заштита и спасување, дел од пожарникарите помина под единиците локална самоуправа. Тие примаат се уште плата од Министерството за внатрешни работи. Делот пак после тој период кој ги прима единиците за локална самоуправа, ги плаќаат општините. И тука е настанат еден хаос, што јас мислам дека под најитно мора да се расчисти. И додека се очекува расчистување на хаосот, дури и рутинските тренинзи, како и овој во автокоманда, мора да се одвиваат во импровизирани услови. Центар за обука на професионални работници е една од работите што недостасуваат, а се неопходни за пожарникарството барем еднаш годишно, достоинствено да ја слави професијата. 3, 4. Ако нека вика. Добро. Браво.